Драги наши, во денешната анкета пред викенд на Охрид 1 ќе ги запрашаме охриѓани дали би сакале да чувате домашно животно змија. Многумина од нас чуваме кучиња, мачиња, папагали и разни видови птици и сепак разни видови домашни животни. Но вакво несекојдневно и несвојствено домашно животно ретко дека некој би посакал да чува. Да погледнеме што ќе ни кажат охриѓани. Дали би чували змија за домашно животно? Змија би чували за домашно животно? Знам македонски, јас не сум тука. Кажи ме не едно штака. Ајде, чао. Чао. Зошто? Не. Зошто? Nije me zato, ja meni na mladi. Домашно животно. Ne. Како? Страшно е? Да. Дали би чували змија за домашно животно? Сега да Да? ме прашам ја, зошто сакате да се ослободите од змија? Не знам, не се ослободуваме. Дали би чувале змија за домашно не. животно? Не. Имаме ние доста побитни работи, и деца да чуваме и све. Змија, животини, свака му час, све си имат свое место. Змиите каде му е местото, животните, кучињата каде му е местото. Ние сме така. Фала многу. Би чувале змија за домашно животно? Јас? Да. Не се плашам, ама не би чувала. Зошто? Едноставно за името. Да? Иначе не би чувала. Не би чувала, а сакам да ги гледам, да ги мазнам, Да? ги гледам на телевизија нон-стоп, на како се вика, на животни. Animal Planet, На да. Animal, да. Добре, Ви благодарам. благодарам. Извинете да ве прашаме, дали би чувале змија за домашно животно? Никако. Да? Зошто? Страшно е? Да, страшно. Да, не ги сакам. Језиви ли? Да, а вам? Исто. Зашто ме прашувате така? Па мора да прашам нешто во анкета. Фала ви. Да ве прашаме. Дали би чувале змија за домашно животно? Не? Зошто? Страшно е? Да. Благодарам. Дали би чувале змија за домашно животно? Какво смија? Дали би чувале змија? Не. Не? Зошто? Страшно е? Ами, ние имаме куче и трудно се гледат. Да. Трудно иска грижи като дете. Да. Да гледаш домашно любимеце, едно дете гледаш. Фала. Змија како домашно животно. Одмак ќе се оградам од прашањето и ќе одговорам негативно, значи не. Од една проста едноставна причина, бидејќи имам огромна фобија од било какви видови навлекачи. Клучувајќи е тука главно и змијата. Може би ова прашање требаше на мојата сопруга да го поставите тај голем љубител на змии. Има дома огромен број на фотографии со змии. Меѓутоа не можам, бидејќи кога ќе видам змија, јас денот го поминувам така лошо, неубаво, имам некое непријатно чувство. Инаку во таа фамилија на змии и смокови постојат различни легенди од мој аспект, од историски да кажам. Постојат преданија дека секоја куќа си има свој смок, значи свој чувар, заштитник на куќата. Можеби со урбанизацијава малце и таа приказна легенда е згасната, меѓутоа сум слушнал доста од постари дека ги негувале, ги ранеле и слично, ги напојувале со млеко, да не смееле да се убиваат бидејќи тоа носело лошо во куќата, некоја непријатност и несреќа и слично. Меѓутоа дефинитивно јас не сум човек кој ги сака и обожава змиите, иако знаат да фасцинираат со своите шарки, со своите неприкосновени движења и слично, меѓутоа верувајте имам језивост и не можам. Сега постојат различни мистификации во тоа што препознавате под змија. Може да е некоја девојка непријатна, вака жена или слично. Меѓутоа, ако е буквално прашањето, мојот одговор е дефинитивно